Не сите луѓе можат да си дозволат да пазаруваат во шопинг центри, во молови и така натаму, да купуваат се ново, се со етикета. Многу луѓе ширум светот купуваат од местата каде што се продава облека од втора рака. Во нашава земја се случува базар на облека, додатоци и предмети од втора рака или second hand, а нашата Ирина Цветановска-Певелјуговски ќе ни каже многу повеќе информации за тоа што се случува таму каде што е таа ова утро. Здраво, Иренче. Здраво, Сузе. Поздрав до тебе, поздрав почитувани. Ова утро ви се јавуваме од центарот на Скопје, поточно од Public Room, односно од јавна соба, каде што не утре, туку следната сабота на 8 јуни од 11 до 15 часот ќе се случува базар на облека од втора рака, каде што изложувачите ќе продаваат производи, облека, предмети од втора рака или познато како second hand базар. Ова утро наша и ваша гостинка е Дафина Васева, која што е учесник на second hand базар и жена која што веќе долги години има свој дуќан и е собственик на дуќан кој што се занимава со second hand облека. Дафина, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма. Добро утро секој утро. Она што сакам за почеток да им објасниме на нашите гледачи е што значи second hand облека или облека од втора рака. Добро утро. Најпрво драго ми е што сум ваш гостин и што имам чест да го представам настанот што тука ќе се одвива следната сабота. Тоа ќе биде, како што кажавте, продажба на продукти кои што се од втора рака, а продукти од втора рака се производи кои што веќе еднаш се употребиле и кои што се во добра кондиција за да може да се употребуваат и понатаму. Сега кажавте производи, значи станува збор за облека, за предмети, за аксесуари од втора рака. Секако дека треба да има некои стандарди како овие производи, овие предмети треба да се продаваат. Значи не може туку така. Поготово ме интересира за облеката. Како треба да изгледа за да се продава од втора рака? Еве јас како имам долгогодишно искуство во продажба и мојата сакам секогаш облеката нели да е најпрво чиста, да е добро испеглана и до крајниот потрошувач да стигне онака да речам како нова и мислам ако не знае човек дека е втора рака, онака да се запраша дали ова навистина втора рака или ново. Дефинитивно стандардот е да биде чисто и по можност испеглано и да. Сега овој настан ќе се случува на 8 јуни следната сабота од 11 до 15 часот во просториите на Public Room или јавна соба овде во центарот на Скопје. Еден базар, не е за прв пат во Македонија. Ајде малку да го најавиме настанот. Има голем интерес, веќе се сите учесници пријавени, околу 35-40 учесници. Така, вака, овој настан го организира Деби. Жената живее во странство, живеела во 4 земји и постојано патува и нејзината намера е тука во Македонија да се донесе таа култура, значи да се прифати каде што е како и во другите земји тоа општо прифатено и не табу тема да се користат second hand производи што почесто и не само на нели по Инстаграм и Фејсбук профили, туку и тоа да бидат јавни настани и значи овој настан во Public Room го организира таа, како што кажавте, има 35 учесници овој пат, но бројката може да била и уште поголема доколку имало место. Сите штандови се пополнети. Мислам дека тоа е битно и во рок од 24 часа, што реално е има огромен интерес за настанот, да кажеме дека ќе има облека, аксесуари, предмети, возраста, за која возраст? Мислам не, тоа е отворено, значи исто и настанот е отворен, се покануваат сите кои што нели сакаат и го почитуваат second hand, ги почитуваат second hand продуктите, може да го посетат. Возраст нема, значи може има да и за дечиња, и за машки, и за жени, така. Да, уствари second hand продавниците се баш тоа, во секој момент можеш да најдеш се што се за секого, да. Сега настанот ќе биде од отворен карактер, значи за овие 5-6 часа може буквално секој кој што сака да си купи некој бренд, па и не мора да е бренд, туку облека од втора рака, може да дојде овде и да учествува на настанот. Вие сте, Дафина, долги години во оваа работа. Каков е интересот кај нас на луѓето кон second hand облеката? Постојат ли предрасуди? Постојат предрасуди за жал, но се надевам дека со баш ваквите настани луѓето модно ќе се освестат
И сега еве јас да кажам за моите клиенти, тоа се урбани ликови кои што се веќе модно свестени и кои што не се робови на инстант модата. Јас тоа сакам, нели, мојата крајна цел исто тоа да се направи баш како земите на запад или еве во комуникација со Деби кажа дури до Централна Азија и веројатно целиот свет функционира на тој начин, што ова е стварно општо прифатено и како што кажав не е табу, како што во моментот е кај нас во Македонија, но мислам дека сме на добар пат и ние натаму. Јас со моето искуство, на пример, ако сум имала пред 8 години мала продажба, пред 3 малце поголема, сега веќе сум задоволна и официјализирам, нели, собствен бизнис, така да мислам дека е добар одзивот. И отрезнувањето, мислам, освестувањето на луѓето во однос на Second hand продажбата е многу развиена, како што кажавте, и во Европа и во Америка, поготово оние гараж сейл или јард сейл, каде што луѓето буквално си продаваат се што им е старо, се што веќе не го употребуваат. Овде кај нас кажавте дека одиме на добар пат. Тука е и еколошкиот момент, нели, да го споменеме со облеката. Така, па да, фактот дека текстилната индустрија ја загадува природата, мислам 80% од загадувањето се препишува на текстилната индустрија, а тоа е еднакво како и бродската и авионската и не е така занемарлив факт. И така да луѓето мислам дека и штитејќи екологијата треба да се насочат наместо да бараат нови модни парчиња, да се насочат кон веќе употребени, но како што кажав, кои што се во добра состојба и кои што реално и не се познава дека некој некогаш ги употреби. Сега, она што сакам да споменеме еве пред да го заокружиме разговорот е тоа дека вие сте и колекционер на играчки, така? Меѓутоа не еден тип на играчки, така? Ајде малце околу тоа да го искористиме моментот. Да, јас собирам само тују играчки, тоа се едни плишани играчки со неалергено полнило, со големи светкави очи. Би сакала да сте и мои гости, да ви ги покажам играчките. Исто идејата за да ги собирам и беше и од таму, трифтајки одејки по секакви вакви second hand пазари, па си ги наоѓав играчките и сега веќе имам премногу и да, сум колекционер. Ова нека биде повод да бидеме ние гости кај вас следен пат. Уште еднаш да кажеме, базарот се одржува не е прв пат, така мислам дека прв пат, по трети пат се одржува во Public Room, да. Овој пат како што кажав, 35 учесници пријавени во рок од 24 часа, тоа не радува, значи секој базар е со се поголем одзив и така да на добар пат сме. Искуството ваше од минатите години како е? Или сега прв пат оваа година учествувате? Јас сум на овој базар учесник прв пат, но сум учествувала на други базари и сум задоволна, да. Еднаш годишно се одржува? Овде во Second Hand, во Public Room мислам дека е втор пат годинава, али има сега и овие интернационалните училишта исто во организација на Деби организира такви настани со тоа што мислам дека ќе почнат и физичките лица да се организираат баш онака како што спомнавме да си правиме гараж селови по населби, да. Деби, многу благодарам за разговорот. Посакувам успешен базар. Се надевам ќе се видиме во некоја наредна прилика. Значи, уште едно подсетување за гледачите, следната сабота, 8 јуни, вашето место е овде Public Room, од 11 до 15 часот, базар на second hand облека, предмети и аксесуари. Сузе, дали може би имаш некое прашање овде до нас? Јас навистина се посхитувам на оваа идеја која се спроведува и кај нас и се надевам дека ќе биде голема масивна поддршка на граѓаните кои што ќе дојдат таму да си најдат по некое свое парче облека, не мора секогаш тоа да е купено од продавница, бидејќи од искуство на мои пријатели кои често знаат да посетуваат вакви базари во низ европските земји, таму се наоѓаат и многу нови парчиња облека, но за жал им поминала модата па не стасале да бидат продадени во конкретни продавници. Значи немајте предрасуди воопшто, посебно доколку го сакате шопингот, не пропуштајте следната сабота да бидете во Public Room. Иренче, поздрав до тебе и до твојата соговорничка.